А тоа како ќе ги менаџираме климатските промени зависи тоа како тие ќе се одразат врз нашето здравје. Следните минути во утринската програма се резервирани за нашата редовна рубрика Здрав живот. Во услови на глобална пандемија, кога се поголем е бројот на оние кои што прележале COVID-19 или имаат активна инфекција, еден од најчестите термини кои што го слушаме е дедимери. Пандемијата со COVID-19 ја интензивираше проверката на дедимерите, кои пред појавата на коронавирусот беа непознат термин за голем дел од популацијата. Како да се превенира нивното зголемување? Но и што доколку веќе имаме покачени вредности на дедимери, како да го намалиме нивното ниво по природен пат, се дел од дилемите кои ова утро ги разјаснуваме со нашиот гостин Љупчо Трајчев, доктор по природна медицина. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до вас и сите гледачи кои што моментално не следат на македонската телевизија. Како што најавив и претходно, верувам дека голем дел од граѓаните веќе се запознаени со терминот дедимери, имаат некакви познавања зошто е ризична нивната висока вредност. Но еве како некој кој што ги следи состојбите во оваа област, како можеме да ги дефинираме дедимерите и на што точно укажува нивниот зголемен број? Па вака, дедимерите пред се протеински отпад кој е настанат од тромбови кои што се формираат. Знаеме дека тромбовите во нашиот организам се формираат со цел да кога ќе имаме некоја рана или кога ќе се исечеме, со цел да направат коагулација на крвта и запирање на понатамошно изливање на крвта надвор од телото. Меѓутоа, тие настануваат и при одредени состојби како што се длабока венска тромбоза. Го имаме и случај со оваа ситуација која што е настаната сега, исто така настануваат при одредени труења во организмот, кога нашите крвни садови се оштетени и на некој начин се активираат тромбовите за да дојдат до местото каде што е оштетено, на некој начин да го поправат тој крвен сад. Ова што се случува сега со ситуацијава со короната покажува дека сите оние кои што ја прележале, всушност имаат, не сите, поголемиот број од нив, имаат покачени дедимери. Тоа покажува дека во организмот се формирале тромбови и се распаднале, меѓутоа проблемот е кога тој тромб не може да се распадне и кога ќе заврши обично во пулмоналната аорта и се добива белодробна емболија, тогаш може да биде фатално. Имаме такви случаи многу во светот со сегашнава ситуација. Така да воглавно тоа е суштината на создавањето на тромбовите, односно на дедимерите како еден нус производ од нив, односно распаднати тромбови. Тоа се дедимерите, всушност се белковини кои што се распаднати. Знаеме дека белковините се основен градивен материјал на нашето тело, така да и тоа покажува, според мене, според моите истражувања, покажува дека настанува оштетување на крвните садови од одредени отрови кои што се внесени во нашиот организам, и тоа е причината, тоа е само моje мислење, дека дедимерите се последица од тоа труење на организмот. При детектирање на високо ниво на дедимери се дава соодветна лекарска терапија, но очигледно е дека нивниот број може да биде намален и по природен пат. Која е онаа храна која што се препорачува, а која е онаа храна која што треба да се избегнува при високо ниво на дедимери? Вака, храната, пред се морам да кажам дека хидратацијата на организмот е многу битна, значи пиење многу вода од 2 до 3 литра дневно. Меѓутоа, јас имам еден природен рецепт кој што можам да го споделам со гледачите, кои што можат сами да си го направат. Тука во рецептот ќе ги спомнам, значи сите состојки кои што и одделно ги намалуваат дедимерите, односно ја чистат крвта, а споени заедно синергично делуваат тоа да делува совршено и да постигнат фасцинантно намалување, затоа што веќе имам доста резултати од луѓе кои што имале и го имам препорачано овој природен лек, така да слободно се изразив дека фасцинантно делуваат затоа што има и такви резултати. Суштината на лекот е јаболков оцет. Битно е јаболковиот оцет да биде природен, значи и да биде направен по можност од јаболки, од планински јаболки кои што содржат повеќе активни
состојки и кои што содржат повеќе антиоксиданси. Знаеме, сите плодови од природата содржат најмногу антиоксиданси, затоа што не се третирани никако. Секој плод кој што се третира се намалува нивото на антиоксиданси, затоа што тој во него не постои никаква борба, тој вештачки се одгледува. Така да, прво и најбитно е јаболковиот оцет. Во јаболковиот оцет, значи во блендер може да стават, еве да речеме на половина литар јаболков оцет, може да се стави една лажица куркума, некаде 30 грама ѓумбир, пола главица лук, цимет, едно чили пиперче и сето тоа и малку бибер исто може. Сето тоа да се изблендира убаво, да се добие еден сируп на некој начин и потоа може тој да се заслади со една лажица мед, да речеме, и да се конзумира 3 до 4 пати во текот на денот, така да одлично ќе ја исчисти крвта и ќе ги отстрани тој протеински отпад наречен дедимери. При намалување на нивото на дедимерите се смета дека големо влијание секако има и витаминот Е. Кои се оние прехранбени продукти во кои што најчесто можеме да го најдеме токму витаминот Е? Па во суштина витаминот Д на некој начин, според некои испитувања, произлегува дека всушност и не е витамин, туку е хормон кој што го создаваат животните и луѓето со помош на сончевата светлина. Како што растенијата создаваат фотосинтеза, ние создаваме витамин Д, кој што се абсорбира преку сончевите зраци. Она што, ако ме прашувате за намирници, особено се наоѓа Д-витаминот, да речеме во јајцата, меѓутоа не во кокошки кои што растеле во фарма под рефлектори, оние кои што трчаат, кои што се на отворено, жолчката од јајцето содржи витамин Д и џигерот од истите животни кои што били изложени, кои што живеат на отворено. Најбитно е да се изложуваме на сончева светлина барем 15 минути дневно, така ќе имаме, веруете, доволна количина на витамин Д. Сега постојат разни суплементи. Добро е да се испита витаминот Д, да се види дали, пошто може да постои длабока суфициенција на витаминот Д, така да добро е тогаш да се користат и суплементи на некој начин, да се користи витамин Д кој што, да речеме, во течна или капсулирана формула за да се помогне на организмот да го отпочне тој процес на синтетизирање на витамин Д, да му помогнеме на некој начин да го потурнеме, а потоа тука е сонцето, сега има сончеви денови каде што сите можеме со едно излегување на водно или на прошетка покрај кеј да синтетизираме доволно витамин Д кој што ќе ни биде потребен не само за дедимерите, него севкупно за функционирање на нашиот имун систем. Времето ни е ограничено, кон крајот на разговорот ќе се надоврзам на она што последно го кажавте за ниско ниво на дедимери, особено треба да се внимава и да биде исхраната разновидна, но секако и да ги почитуваме оние здрави навики барем во однос на исхраната. Така. Колку е важна физичката активност и какво влијание има врз нивото на дедимери? Па многу е битна физичката активност, значи кога зборуваме за тоа дека крвта треба непречајно да функционира, а со тоа и лимфата, која што е прочистувач на нашиот организам, на некој начин канализација на нашиот организам, за разлика од крвта, лимфата нема своја пумпа која пумпа. Тука се нашите движења, така и се поставени лимфните јазди. Кога ние да се движиме, ја пумпаме лимфата, а таа ги собира отпадните материи и ги исфрла надвор од нашето тело. Секако и крвта и срцето помагаме многу на нашето тело кога се движиме. Физичката активност мора да биде застапена барем половина час дневно за полесно да циркулира крвта и за полесно да се исфрлат отпадните материи. Кога организмот има чиста крв, чиста лимфа и чисти клетки, тогаш шансите да заболи од било каква болест се невозможни.
Господин Трајчев, благодарам за тоа што утринава одвоивте време да бидете дел од утринската програма на македонската телевизија, но и за сите оние совети кои што ги поделивте на нашите гледачи и сите оние кои што имаат проблем со високото ниво на дедимери. Се гледаме во следна прилика со разговор на тема која што ќе биде од интерес на нашите гледачи. Благодарам на поканата, се надевам барем на некого успеавме да му помогнеме или ќе му помогнеме да ги намали дедимерите и да биде здрав. Благодарам уште еднаш на поканата. Се најдобра. Почитувани, останете со нас во продолжение музичка номера, веднаш потоа уште еден разговор на актуелна тема.